Доколку Српската православна црква до завршување на саборот донесе одлука и официјално и предложи на Цариградската патријаршија да ја прогласи Македонската православна црква Охридска архиепископија за автокефална црква, на Вселенскиот патријарх му преостанува само да премине кон чекорот за издавање томос. Познавачите на црковното прашање сметаат дека таквата препорака, освен што нема да остави можност за одолговлекување, ќе го реши и конечниот статус на Македонската црква. Доколку таков предлог уследи, тогаш одлучувањето на Вселенската патријаршија до која што ќе биде испратен таквиот предлог, ќе биде олеснето, бидејќи мајка црква дава предлог Македонската црква да стане автокефална. Доколку не уследи таков предлог од Соборот на Српската православна црква, тогаш на некој начин ќе влеземе во еден период на неизвестност. Односно, ќе се постави прашањето до кога ќе трае таквиот меѓупериод. Бранко Ѓорѓевски објаснува и дека за одлуките во православниот свет не е потребен консензус, па доколку евентуално Бугарската православна црква се спротистави на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија, тоа не треба и не може да влијае на конечната одлука на Вселенскиот патријарх. Доколку уследи таков предлог за автокефалност, не би очекувал отпори од другите православни цркви. Тогаш имате еден чист предлог од мајка црква и тој оди кон Вселенската патријаршија, која што го става у процедура на финално решавање. Комисијата за односи со верски заедници го поздрави заедничкото богослужување со Српската православна црква и потенцираат дека ги поддржуваат мудрите чекори во понатамошната црковна дипломатија. Високи црковни извори уште пред неколку дена за Алфа открија дека МПЦ-ОА и СПЦ веќе се имаа договорено за доделување автокефалност, а автономијата е само преодна фаза, како што налагаат канонските правила. Ова веројатно би значило дека Цариградската патријаршија до крајот на мај би ја добила препораката за автокефалноста непосредно пред заедничкото сослужување на македонскиот архиепископ Стефан со Вселенскиот патријарх Вартоломеј, закажано на празникот Педесетница на 5 јуни во Цариград.